сите присутни на оваа листа, јас најмалку ќе зборувам, така е одлуката на овој состав кој што го имаме, за да покажеме дека никој не е прв, за да покажеме дека сме единствени, за да покажеме што значи Тупаница. И учев моите студенти што е маркетинг, од разединетост, да станиме заедно, да станиме сложни, да станиме единствени. Е, тоа е Тупаница. Веќе нема прашање кон кого ја насочуваме Тупаницата. Пишува на нашата изборна програма дека дојде време. Дека време е. И време е да ја насочиме Тупаницата против еден смртен непријател на сиот народ кој што живее во оваа држава, а тоа е таа проклета транзиција која што 23 години го уништува овој народ. ...23 години од нашиот живот поминаа. 23 години поминаа, бев млад средношколец, бев војник во ЈНА, бев студент, бев магистрант, бев докторант, бев професор. Што треба уште да станам за оваа држава да оди напред? Не можем повеќе да издржиме и не можеме да дозволиме овие млади деца тука присутни, а и овие кои што се на листата на советници, кои што така со срце и со душа се борат за својата држава, а не дека не можеле да изгради куќ пасош, не е дека не можели да емигрираат од оваа држава. Меѓутоа сите се тие интелектуалци, млади, заедно со сите овие кои што ги слушнавте, заедно со градоначалникот Александар Петрески, заедно со сите вас тука присутни, ќе одиме на фронт. Фронтот е да ја уништиме, реков, транзицијата која што ќе уништиме само со работа, само со труд и само со залагање. Реков дека нема да зборува многу, затоа што сите наредни денови ќе ни бидат посветени во промоција на економскиот дел од програмата и во промоција на туризмот како една од најзначајните гранки за развојот на стопанството во Охрид. Меѓутоа, едно да знаете дека оваа изборна програма не е насочена само кон туризмот. Охрид не е само овој строг центар овде. Охрид е и нашиот Лакочереј, Охрид е и Лескоец, Охрид е и Косел, Охрид е и Сето крајбрежје и сите оние места кои што овие денови ги поминуваме. Се додека не се вратиме и на земјоделие, и на работа, и да изградиме, сами да можеме да се прехраниме, за туризам не можеме да размислуваме. Да се вратиме, да му помогнеме прво на тие места, на таа земја која што не храни, тек тогаш ќе можеме да размислуваме како да понатака да градиме и индустрија, како да го развиваме и туризмот, како да ги задржиме сите овие млади деца кои што се денес тука присутни. Ниеден од нас овде не е дека немат опција да заминат од оваа држава, ама ќе гиниме до последен момент за оваа држава, зашто така сме се одлучиле да живееме овде, да твориме овде, да соработуваме со сите вас тука присутни и да му помогнеме во третиот мандат на градоначалникот Александар Петрески. Ние ќе бидеме неговите најголеми советници, но и критичари. А во секој случај ќе бидеме негови борци за подобар Охрид и за подобра Македонија. Да сте живи и здрави сите. Со најголемо срце за Охрид, Александар Петрески. Благодарам на сите. Се мислам сега дали да почнам со читање или не ме држи срце вака да не се покање прво говори.
сите вас овде. Вие сте звездите на вечерта. Не сме ние овдека. Од Перо Милевски што е тука. До Панде што седи таму на последен ред. До сите вие овдека присутни. Вие сте тие што ми давате сила. До моите египчани кои се тука, кои секојаш биде со мене. До моите сопартници. До Врнава народна. До либерално-демократската партија. До НСДК. До Обединети за Македонија. До достоинство. Сите заедно сме обединети против едно зло. И ќе одиме до крај. Ова е само првата борба што треба да ја победиме, меѓутоа одма продолжуваме до крај. Сакам и да го поздравам Патен, еден од нашите најдобри советници. Сакам да го поздравам и доктор Ментор, и сите нас овде. Меѓутоа дозволете ми да ја поздравам и мојата мајка. Вие сигурно гледате на телевизија промоцијата која одржуваш овде ЗПМН. Никоја се ва речам добро, затоа што ги странат буквите на светите букви на ВМРО, тие се само ЗПМН. Никојаш заедно нема да речам добро. Видовте каква атмосфера беше. Станите, седните. Свртете се лево, свртете се десно. Нема овдека така. Нема овде. Исто така. Приветувам дека ќе воведам наградна игра. Кој ќе види на митингот од ДПМН еден охвиѓанец на овие филмови што ги даде на рекламите, тој ќе добие награда. Ако видите еден охвиѓанец, денеска заклучив, денеска видео, денеска ми кажа зошто толку луѓе имаше од Источна Македонија. Знаете дека таму скоро имаше големи поплави. Ги донесе тука во Охрид, ги донесоа на пристаниште, ги донесоа на Кеот и да му речат не е ништо таму поплави. Види, ваму како поплави има према Љубаништа, Охридско презеро, да го видат и да го лажат, видите какви поплави има овдека. Таму ми е убаво. Е така сака да владеа со Република Македонија. Со лаги. Црното да го направат бело, белото да го направат црно. Меѓутоа не бидува. Не бидува повеќе со лаги. Почитувани пријатели, пред многу години еден од назначаните политичари на 20 век, премиерот на Велика Британија Винстон Черчил, рекол дека во време на избори најповеќе се лажело. Но не може нити во сон да претпостави колку тоа можат да направат лаги овие од ДПМН. Вакви јаничари и вакви мамележи ниту било, ниту ќе бидат. Пред 7 години ветија се сеќавате на пресконференцијата 8 милиарди евра странски инвестиции. Каде се? Ветија повисок стандард на граѓаните, а Македонија ја направија светски првак во мизерија. Ветија европски интеграции, останавме сами во Балканскиот казамат, не заминаа и Албанија, и Црна Гора, и Србија, а сега и Косово. Ветија капитални инвестиции во енергетиката, а потрошија повеќе од 1 милиарда евра за увоз на електрична енергија. Во споредба со платите на нашите граѓани,
Ние плаќаме најскапа струја во светот. Илјадници семејства и сијалици не палат. Илјадници семејства не може да си ги плата сметките, а овие бездушници ја укинаа и ефтината струја. Ветија автопат од Гостива до Охрид. Ветија автопат од Битола до Охрид. Ветија железничка пруга од Кичево до Чапасан. Им предлагам да снимат реклама и барем на сите нацртани да ги види на овие нивни ветувања. За 7 години потрошија повеќе од 17 милиарди евра собрани од сиромаштијата и од левот на народот. Ни ги задолжија не само децата, него и неродените внуци. Што направија? Ниту еден капитален енергетски објект, нити еден автопат, нити една железничка пруга. Направија воин на коњ, воин без коњ. Мајка на воин на коњ, жена без воин на коњ. Прометеј со гаќи и Прометеј без гаќи. Лавови, викови, бродови, врби, барокни гаражи и рококо глупости. И после оваа економска катастрофа повторно доаѓаат без срам и перде. Ни нудат спасители од Катар, од Мексико, од Кина, од Индија. Ни нудат белосветски измамници како спасители. Ни го нудат со брата Рој. На кое дерече ја донесоа жал на Македонија. Последната незина надеж да биде со брата Рој. Почитувани граѓани, мојот против кандидат ни нуди изборна програма во која 90% од проектите ќе ги финансирала владата. Која црна влада? Ова на Никола Груевски одамна ја свирила својата последна песна. Незиното заврши. После септември ќе дојде друга влада. Влада на коалицијата што ќе ја предводи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија заедно со незините коалициони партнери. Таа влада ќе ги надомети сите гревови што на Охрид му ги нанесе Груевски. Само заради тоа што не можеше да ги прежали претходните два порази во Охрид. Овој сега на 24 март ќе биде неговиот најголем пораз во Охрид, бидејќи тој ќе биде и конечниот крај на забеганото владење на оваа власт. Уште сега докторот против кандидат и докторот носител на листа може да му препишат рецепти на Никола Груевски за 24 март. Драги пријатели, како во изминатите 8 години, така и во следните 4 години, секој ден ќе бидам со вас. Ќе бидам насекаде каде што има проблем. Решивме многу од нив, но останаа уште многу за решавање. Подсетете се пред 8 години, половина од Охрид беше со септички јами. Денес скоро да нема дел без канализација од Охрид. Ние на спорена улица не беше асфалтирана. Сега скоро да нема ни еден сокак без асфалт. Половина град беше во темница. Денес нема бандера без јаница. Некои од ветените капитални проекти не ги реализиравме, а не ги направивме тоа само поради обструкциите на Никола Груевски. Општина Охрид последно, заедно со општина Рачиново, влезе во втората фаза на децентрализација и последна на која и беше вратено државното градежно земјиште. Таму што го вратија, веднаш донесува закон за туристички развојни зони и на предлог
на комунарот Александар Николовски во измената закон за експроприацијата. Тоа е комунар. Александар Николовски, тоа е вистински комунар. Сега со овие два закони можат во 4 очи за по 1 евро и без согласност на собственикот да го зема земјиштето. Ова е многу поголем грабеж од национализацијата во 1946 година. Овие закони се донесени исклучиво за да се направи невиден грабеж во австриското кралјеже. Заедно со вас ќе се бориме, ако треба да последна капка крв, и нема да дозволиме најскопоценото и највредното земјиште во Македонија да заврши на криминален начин во раците на белосветските измамници. Почитувани сограѓани, во наредните 4 години, со подршка на новата влада на Сојузот за иднина, ќе ги реализираме следните капитални инвестиции: гасификација на јавни и стопански објекти и домаќинства, изградба на водоснабдителен систем с финишки извори и производство на него на електрична енергија, изградба на пречистителни станици и конечно решавање на проблемот со отпадните води во Трпеца и Љубаништа, изградба на 5 нови кружни крстосници на булевар Туристичка и изградба на 2 надземни пешачки премини, изградба на 4 катни гаражи во централното градско подрачје, изградба на современ пазар со поземни паркинг места и други пропратни содржини, изградба на современ затворен пливачки базен во рамките на селата Билјанин извори, изградба на 5 нови училишни спортски сали, бесплатен автобуски превоз за сите пензионери и лица со посебни потреби до сите приградски селски населби, субвенции за граѓани со ниски примања и граѓани со посебни потреби за трошоците од комуналната сфера, вода, ѓубретарина и одвод, изградба на современо пешачко-рекреативна патека од селата Билјанин извори до хотелот Парк, изградба на современо пешачка рекреативна патека од населбите Дајлан Воска преку Канео до градското пристаниште, изградба на мал площад во комплексот до Лапорта, изградба на площад во Горна Дашкамала, изградба на модерен објект за автобуска станица, изградба за дом за стари изнемоштени лица, изградба на 3 марини во Воска, старото пристаниште Канал, а секако дека и заедничка изградба на пристаниште во Подмојле, изградба на модерен аквапарк, изградба на спортско-рекреативен центар во комплексот на Касаната, изградба на младински културен центар. Драги пријатели, во Охрид Груевски го победивме и тогаш кога високо леташе на кријата на лажната преродба во 2009 година. Можете да замислите како ќе помине на овие локални избори кога маските паднаа и царот е гол. Друго понатака не зборам. Тоа ќе го направиме убедливо уште во првиот изборен круг. Ве повикувам на 24 март да го заокружите бројот со 32. Со тоа да гласате за вас, за Охрид, за Македонија, за иднината, да живее Охрид, да живее Македонија.